Страшни сцени, страшни фотографии, страшни вести пристигнуваат од Прага од вчера вечер до денес до утринските часови. Убиството кое што се случи, масовното убиство во Прага, навистина повторно ја растревожи јавноста и до тука, можам да кажам. Во продолжение анализираме за светските случувања со колегата Андоновиќ. Немаме мир кога се работи за непријатни вести. Па не, ние дека немаме мир, очигледно светот влезен во едно такво нестабилна состојба психичка, да се почесто и почесто имаме овакви психопатски настани. Мора да се признае дека можеби и во минатото ги имало, но немало овакви медиуми секоја работа да ја регистрират и глобално да ја пренесат во секунда во секунда. Тоа игра улога, се разбира, но факт е дека ние изминативе години сме сведоци, живееме во едно ќе го кажам народски речено лудо време, каде што немаат луѓето мир. Тоа немање на мир почнува од утробата на мајката па нагоре, па тие некои влијанија веројатно ги прават луѓето незадоволни, нервозни, нестабилни. Се разбира, тоа се тука и психички проблеми, болести од областа на психијатријата кои нит сум стручен да ги коментирам, а и тие стручните многу малку очигледно знаат за тоа. Кога ја видов веста вчера, само реков дека изгледа секоја нација ќе си има по еден Брейвик. Сакав да алудирам на оној масовен убиец од Норвешка пред 15 години кој наказ незабележително усмрти 86 луѓе на оној норвешки остров, а сега во медиумите се пријавува како човек кој гледам медиумите, нашите колеги во трката за кликови на овие медиуми, понекогаш сака да го представат и како дека нешто направил наместо да го тргнат на страна. Социјалните мрежи, стресниот начин на живот, парите, се тоа удира на психата на луѓето од мали нозе немаат хигиена на ментална хигиена или многу помалку ја имаат од што ги има претходните генерации, па доаѓа од некои овакви психопати. Од друга страна, психопати имало од секогаш, има и ќе има, за жал, ние видовме и тука во нашава држава, и во соседството, и сега да не ги набројувам, но повторно ќе кажам, ударниот бран на овие психопати, дополнително и ние медиумите го прикажуваме, нешто што порано може би немало у континуитет да се објавува, сега од секунда во секунда, одма синој ќе излезе главна вест, не велам дека не е вест, но само велам на начинот на пласирање и на фокусирање на светската и треба да се јавност. бидам посебно внимателен при И известување. она видео снимка каде што полицијата го снима, тој пука и сето тоа. Тоа е све тоа толку многу важно за медиумите да набутаат кликови. Не би сакал да го коментирам, ќе бидам разбран погрешно. Се работи за психопат и повторно истата шема. Нема да бидеш разбран погрешно, затоа што навистина треба да се биде посебно внимателен во вакви ситуации. Затоа што кој знае колку па психопати го гледале или потенцијални психопати тоа видео вчера, па од тоа видео може се инспирирале. Така? Тој самиот изјавуваше дека онаа русинката Ана, како и беше презимето, не знам, пред месец дена што направи убиство во едно училиште во Русија, така? дека ја гледал 14 годишната девојка, така? Да, таа 14 годишна девојка, тој изјавуваше пред да го направи убиството овој убиец, дека ја гледал, дека го инспирирала, и дека после таа инспирација само заклучил дека таа не завршила доволно убиства и дека он ќе проба да го зголеми бројот на убиства на тие што он смета дека треба и да ја исполни целта. Значи затоа велам за овие видеа, многумина ќе ми замерат, многумина и наши колеги можеби во трката за кликови стави ова, еве ставаме сите и еве до каде одиме, се повеќе и повеќе ќе оди, се повеќе гледаме нова култура на живење каде што мали деца гледаат за да не плачат и за родителите се послободни да гледаат во телефони, таблети и компјутери, па некој од тие 12-13, некој нов кес Коста Кецмановиќ, може ова ќе го инспирира утре. А еве, самиот убиец тоа го призна. Се работи за психопат во секој случај и повторно истата шема. Најавил на социјални мрежи дека планира да убива и да се убие, никој тоа не го забележал, а од друга страна секој говор на омраза или нешто во афект, ако се каже, се санкционира во светот. А ова никој не го забележал, што е многу чудно. Од друга страна, повторно се работи за некој добар студент, доктора, тоа е симптоматично, секогаш се добил мирни, награди, но бил повлечен, еве зборат, не се дружал. Значи, имал нешто во него што не било како што треба, никој не го забележал, или тој што го забележал можеби не
сакал да го популаризира. Сега тоа не го популаризирале дека можеби немал добра ментално здравје, ама од кога го направил ова, сите видеото го кликаат од цел свет и му прават реклама, како да кажам, еден негативен настан сите да го гледаме и наместо и тоа нема да има поука, него ќе има нови инспирации за нови психопати кои веројатно во менталната болест, и повторно ќе се оградам, но логички гледам, ако некој има малце некој таква жица, која ќе го види ова, само ќе му даде нова идеја и ќе го мотиви, ќе го охрабри. Значи да резимираме, 15 загинати, 15 убиени, 20 повредени, самиот едни велат рипнал од зградата и се убил, други велат бил погоден од полицијата. Полицијата истражува. Она што е уште потрагично е што тој претходно имал направено убиство. Се смета дека први пронајдениот негов татко му пронајден во неговиот дом, дека го усмртил први него, дека некој 2-годишно девојче убил. И сега тоа веќе не е важно. Идејата на мојата ова анализа не е ниту да ја коментирам веста. Веста сите ја знаат. Знаат, ете, го виделе видеото, биле одушевени тие 2 минути, леле, што било, како било, у негативна смисла. Згрозени, и така? утре згрозени, и утре тоа ќе се заборави до некој нов настан. Затоа велам, ние медиумите имаме одговорност некаква, имаме и мораме да сватиме таа одговорност, независно колку кликови денеска и колку шерови, и колку лајкови и дислајкови ќе добиеме, ми се чини дека мора да се стави покрај контролата на сите оние пари, војни, оружја и сето она што прави во светот лошо, ќе мора и медиумите малце да се стават под контрола, тоа е моје лично мислење, бидејќи ова не води никаде. Бидејќи премногу узадниве година дена имаме овакви трагедии во Европа и во светот веќе не ги ни гледаме. Еве руската веста за руската осмоделенка која ги уби своите 4 соученици пред месец дена. Не верувам дека некој што не следи се во моментот му текнува което и настан. Да, се подзаборавила, таа беше... Иако и таа имаше видео. Да. И тоа видео одеше прво нецензурирано, па цензурирано, па поврзано. Се заборава и ова ќе се заборави до некој нешто. Се случува убиства и на концерти, да не го забравиме тоа. Се случува убиства, ја ќе кажам повторно колку мина сега за Коста Кецмановиќ веќе и се заборави. Значи една вест потиснува друга, но оние што не треба да ја добијат по раката, ја добија со овие видеа и со ова популаризирање. Затоа треба да се поодговорно да имаме сите и во известувањето и во прикажувањето. Правила во новинарството е дека не се известува за самоубици и тоа го прават медиумите. Тоа се подзаборави. Тоа се заборави, само за да има некакви кликови или ако имало некакво недоразбирање, горе се пишува скандал, тепачка, не било тепачка, имало само вербална расправа. Затоа велам, но има луѓе кои не се толку медиумски писмени, има луѓе кои не се, можеби нешто ќе побуди во нив и затоа велам мора поодговорно сите да известуваме и можеби мојава анализа требаше да биде за настанот, но настанот нема што да се анализира. Ние треба да ги спречуваме причините, а не да ги лекуваме последиците. Ова што се случи е еден психопат кој си го завршил животот и можеби е подобро за него што е така. И за жал завил во црно многу семејства. Бидејќи па имаме и друга страна, ќе повторам за Брейвик, каде што ние медиумите повторно известуваме човек кој уби 100 луѓе невини од една партија лабористичка таму, да го прикажуваме како си ги барал правата денес Брейвик, нели, ќе те подсетам на... Па онда имавме видеа и слики, не ние ко Слободен печат зборам во светот, види во какви услови он живее, дека демек затворската ќелија му била подобра од некои просечни домови во светот. Така да велам, малце сето ова што се случува и овој психопат е последица на времето кое денес го живееме. Лоши вести, тешки вести, борба за некоја подчест борба и онда кај луѓето тоа побудува гнев, нервоза и сето тоа. Овие лабилниве и болниве ќе го направат ова. Да, и уште не е залечена раната и не сме смирени од тоа што и се случи на малата Вања овде, дополнително ваквите вести не вознемируваат сите. Здравите, психички здравите луѓе во денешно време се борат и стануваат нервозни многу тешко. Овие лабилниве го прават ова. Така.
И ние не знаеме кој е лабилен, кој е стабилен денес кога ќе излеземе на улица. Тоа е Да се проблемот. пренасочиме на уште една тема поврзана со светот. Актуелни случувања поврзани со Украина. САД се чини некако како да попушта кога се работи за финансиската помош. Какви се овие нови вести кои што ги пишува New York Times? Нели во секоја војна треба да се испаѓа дека е на крај до парите, нели? Може би и Ова- Унгарија на крајот ќе попушти. Не, Унгарија нема да попушти, нема зошто да попушти. Ние пишувавме еден текст на тема зошто не попушта. И не само што тогаш кога требаше не попушти, сега испадне и дека Орбан е во право. Орбан не кеше да и дозволи помош за Украина од многу причини. Една од причините, ја коментиравме тука, е дека во старт џабе се дава оружје, гинат луѓе, не е возможно да се победи Русија. Зборувам дека Украина не може да ја победи Русија и тогаш западните држави не сакаат да го слушаат, но денеска гледаме дека Орбан случајно или не испадна дека е во право. Од друга страна Орбан не ќе да попушти ради други работи, бидејќи си го гледа стопанството, му треба руски газ. Тој размислува дека парите од унгарските даночни обврзници не треба да одат во некоја војна каде што се губат животи, а при тоа се знае како ќе заврши војната независно колкави штети ќе има по оваа друга страна. Што се случува? Се чини дека со блокадата на републиканците во Американскиот конгрес и неизгласувањето на потребната украинска помош и со блокадата на Европската унија од страна на Унгарија во Европската унија да се добие помош за Украина која и како многу и треба, тие најдоа некое соломонско решение и оние 300 милиарди долари кои се запленети со санкциите кон Русија поради војната во Украина да бидат пренаменети за потребите на за потребите на Украина. Сега не се наведува дали тие пари ќе бидат за оружје или ќе биде за санирање на украинската стопанство. Од друга страна, автоматски акција, реакција, Русија излезе и рече доколку тоа го направите, ние ќе им направиме вас. Бидејќи и Русија има замрзнато големи финансиски средства на западот, на западните компании кои со години престижим беше да работат на големиот руски пазар, кои и покрај санкциите натаму луѓе кои одат во Русија кажуваат дека и натаму во Русија се продава iPhone, и натаму во Русија се продава Мерцедес, и сега да не зборувам понатаму да не правиме брендови. реклама. Така да, веројатно доста имаат блокирано средства и веројатно тек допрво може да блокираат. Сега ние немаме информации по медиумите колку милиарди долари има западни во Русија, но според гувернерот на Руската централна банка изјави само кратко, ноншалантно и без никаков проблем дека доколку нашите непријателски партнери, така ги нарече, значи сега нашите западни непријателски партнери, значи непријатели, прв пат, се одлучат на овој чекор, и ние ќе го направиме исто, бидејќи тие средства кои ние ќе ги замрзнеме не се мали. Не сакајќи да ја каже бројката. И јас верувам дека е тоа слично. Така да ако овие пари ги загуби Русија своите, Русија ќе се ги повлече овие, а кој ќе биде во зијан, повторно овие луѓе таму што гинат и што за жал како и во Газа, на крај најмногу страдаат цивилите и невиното население. Само за крај, New York Times пишува дека оваа одлука може би ќе ја натера Москва да преговара за крај на војната во Украина. Тоа е малку... Оваа реченица? Таа реченица е у најмала рака, некој обид за пиар и објаснување. Јас би сакал да е така. Како ќе ја натера? Па тек допрва нема да ја натера, бидејќи дополнително ќе биде изиритирана Москва. На Москва не и се тие последни пари предпоставувам. Туку пак ќе го вратам истиот разговор. После оваа војна на крај, ќе има уште еден оваков Давид, уште еден Брејвик, уште еден Коста Кецмановиќ, уште еден не знам кој како резултат на ова општество на војна, војни, новите генерации што се израснуваат ќе бидат се потешко и потешко. Затоа кога ги читаме овие српскиве портали велиме што прават овие во Србија, убил со секира овона. Тоа е се последица на оние санкции војни што беа 90-тите. Сега како се вика можеме да замислиме и да претпоставиме што ќе се случува после кога еден ден во Украина ќе дојде мирот. Колку генерации ќе има овакви луѓе кои од различни психички заболувања ќе прават овакви работи да умираат невини цивили. Ќе потсетам овој настан, а да останувам должен, ние секој неделно по еден оваков инцидент нотираме во Соединетите Американски држави.
Благодарам. Никогаш нема крај нашиот разговор. Задоволство е да те слушаме. Благодарам што јутринава беше заедно со нас. Почитувани, продолжуваме низ нашата програма. Подсетувам за оние што подоцна се вклучуваат со Слободен печат. Нашиот прв гостин за денеска е министерот за здравство Фатмир Меджити. Со него ќе разговара колешката Валентина Ангеловска. Останете со нас.